Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Со одговорни и навремени мерки и политики успеавме да го заштитиме стандардот на граѓаните со најмало поскапување на струјата од 9,48%. Ширум светот расте цената на струјата поради глобалната енергетска криза. Во Италија, например, цената на струјата е поскапена за 55%, во Турција за 50%. Активирањето на сите расположливи енергетски капацитети за домашно производство на струја кај нас значително придонесе да имаме вака минимално поскапување. Иако опозицијата најавуваше поскапување и до 40%, со што ја покажа својата неспособност. За дополнителна заштита на граѓаните со пониски примања во буџетот се обезбедени средства за помош на ранливите семејства. Со 60 милиони денари финансиска помош, 7500 семејства ќе добијат 600 до 800 денари субвенционирање на сметките за електрична енергија. Македонската економија е стабилна и ликвидна и има капацитет да се справи со сите предизвици што ги носи енергетската и здравствената криза. Бројките кажуваат дека во 2021 година има добри економски показатели. Растот на економијата е над 4%, приходите се зголемени, што докажува дека економските мерки, кои што ги реализираше владата предводена од СДСМ, дадоа резултат. Во буџетот веќе има 130 милиони евра слободни, во наредниот период затоа ќе следуваат и други антикризни мерки за помош на граѓаните и на стопанството. СДСМ преку владата и парламентарното мнозинство кои што ги предводи ќе продолжи со носење и реализирање мерки и политики кои се со цел ублажување на последиците од кризата, а воедно и го забрзуваат економскиот раст и го унапредуваат животниот стандард на граѓаните. Ви благодарам.